Вие нереално говорите. Ќе влагаме ни во парламентот. Кој тоа вие? Вие велам дали ние ќе влагаме во парламентот. Види, тоа не е многу општа овакво. Има ние, вие и тие, македонскиот јазик. Јас, ти, тој, ние, вие, тие. Ја не знам што подразбирате под тоа ние. Затоа што веќе народните избраници или представници се во парламентот. Ако се народни, а ако се однародени, значи не се народни и не знам кој ги праќа. И се надевам тие македонски камикази дека ќе се свестат да не го рушат уставниот поредок на Македонија, за да си бидеме сите спокојни, нема потреба ни да влегуваме, ни да излегуваме. Тоа не е наша работа на народот. Народот е тука како опомена за да си ја зачува својата држава. Народот не е виновен што на македонските камикази некој им дал гориво за во еден правец. Им дал гориво само за да го потопат бродот наречен Македонија. А за назад, за враќање, не им е дадено гориво. Кој сака да го урне унитарниот карактер на Македонија? Сите оние што спроведуваат туѓи платформи на територијата на Република Македонија. Дали ќе дозволите граѓаните меѓу себе да влезат во судир само заради некој политичар? Тоа не зависи од мене. Тоа зависи од свеста на сите оние што го кршат уставот и уставниот поредок на Република Македонија. Како да стигнеме за Македонија? Зашто? За Македонија? За унитарна Македонија. Да ја сочуваме. Дали денеска живеете подобро отколку пред 5 години? Подобро живееме. Подобро. Подобро. Подобро живеам. До кога ќе протестирате? Не знам ја не знам тоа, немам поима. За таква работа не знам. Кој се обидува да ја урива унитарноста на Македонија? Зоран Заев. Што се промени денес за разлика од пред 5 години? Па многу тоа. Ако земете шивачките што шиеа по 18 и некои саботи и недели, сега шијат до 3, зашто гасат светло и мора да си одат дома. Платите горе-доле се, али празниците си ги празнува. Не е како порано кога ќе влезеш во погон и да не знаеш кога да излезеш. Што е за вас патриотизам? Тоа е едно длабоко чувство што многу го затаиле и го чуваат непробудено во себе. Не знаат што е патриотизам, да се сака татковината со сета своја душа и сето свое срце. Кој ги подели граѓаните на патриоти и предавници, на наши и ваши? Парите. Организации што мислат дека со пари можат да купат се, не можат да ја купат. Љубовта и среќата со пари не се купува. Добар ден. Зошто протестирате? Дали ромите денес живеат подобро отколку пред 5 години? Па, валда подобро живеат до денеска. До денеска уште подобро е, нормално до денеска. Понатака здрави ќе видиме. Зошто дојдовте да свирите на протест? Ние не сме на протест, ние музичари сме, не викат и така. Добар ден. Добар ден, на Зајко ли? Ќе Или на братма? Ќе влегуваме во парламентот? Ќе влегуваме. Не се даваме, ќе влегуваме. И жени и мажи сите. Зар ќе дозволиме меѓу себе да се потепаме? Како Зајко дозволува, така и ние ќе дозволиме. Зарем поради политичарите треба меѓу граѓаните да се тепаат? Па они го направија тоа. Дали денеска подобро се живее од пред 5 години? Како? До денеска сега? Сега поубаво живееме. Значи ние сме тука македонци. А ти што, застапуваш партија? Што, СЈО застапуваш? Што, кого застапуваш? Ти што си македонец си? Зошто, еве ти си новинар, еве јас ти поставам прашање. Зошто тиранска платформа во Македонија? Ти, лично како новинар,
се залагаш за Македонија цела не. Ти навредливо постапуваш, не е тоа дека Кажете колку ве плаќа Сорос, бе, кажете. ти навредливо постапуваш. Што протестирате? Кај живееш ти? Чомо. Татко ти е прочие новина. Ти си прочие новина. Татко ти последен го изгасна светлото во А1. Што сега правиме? Никој не го штити криминалот во Македонија. Па нас гледаш дека од страна ни прават се сешти. Ти поставуваш прашања навредливи. Значи треба да знаеш каде ги поставиш. Зошто сте тука толку време, а водиш емисија? Како не? А од друга страна викаш ова е она со Албација, вака со овие, така со оние така. Зошто не ги прашаш властите? Зошто не ги прашаш турците? Да, се ќе застане. Ќе го освојуваме парламентот? Нема да го освојуваме, ние го браниме парламентот. Од кого го браните? Го браниме од сите платформи и политики создадени во други држави, бидејќи тоа е македонски парламент, не е ниту тирански, ниту софијски, ниту белградски, ниту атински, него е наш македонски. И го браниме од сите кои што мислат дека од надвор може да ни ги решаваат работите внатре. Зарем ќе дозволиме меѓу себе, меѓу граѓаните да има гнев, омраза, револт, само заради некои си политичари? Не треба, не смееме тоа да го дозволиме и како што гледаме во 45-ти ден ние излегуваме со многу љубов, со позитивна енергија, овие луѓе се мирни луѓе, меѓутоа достоинствени луѓе со исправена кичма, кои што не значи дека треба да се уважат ирационалните барања на некој представник на одреден етнички корпус, кој што е неразумен просто. За да има мир, разбирање, добробит во земјата. Секогаш треба да внимаваме сите едни на други. Значи, ако сакаме да живееме заедно тука, мора да го правиме тоа базирано врз не само водење на емоциите на одредени групации и структури кои што и мислат зло на земјава долгорочно, туку врз она што ние го чувствуваме и врз основ на нашите разумни мисли. Јас сум првиот против гневење меѓу луѓе. И сум за дебата, и сум се трудел, сум се борел со години да дебатирам со сите разномисленици. За жал, често сум наидувал на сатанизирање од страна на разномислениците, само затоа што нашите гледишта не се совпаѓаат. Тоа мора да престане. Долгорочно мора да размислуваме како да се научиме да зборуваме меѓу себе и да се слушаме, а не само да се обвинуваме и да си лепиме етикети доколку не се согласуваме 100% околу некое прашање. Кој ги подели граѓаните на патриоти и предавници? Види, нема некој што ги поделил граѓаните на патриоти и предавници. Кој граѓанин во Македонија пер се не е патриот. Значи, патриот е човек кој што си ја сака сопствената држава. Ако влеземе малце подетално да анализираме, значи не само како е онаа народната, не ме гледај што правам, слушај ме што зборувам. Не е доволно да кажеш дека си патриот за да си патриот. Треба тоа да го покажеш. А за мене не е патриот човек кој што прифаќа политика креирана во комшилук да имплементираме кај нас, чисто за него да му испадне изборниот ЕСАП. Така да, можда јас ги делам луѓето сега, ама тоа го мислам. Како ви изгледа оваа слика? За која телевизија? За 24. Ова слика е величествена. Тоа одбрана на идентитетот. Кој се обидува да го урниса унитарниот карактер на Македонија? Па се знае кој, непријателите. Тие што не им мислат добро на Македонија. Кој не им мисли добро на Македонија? Па еве гледате кој не. Да речеме Заев и компанија. Нашите албански политички команданти.
Европската унија, Америка, треба ли уште? Зошто по четврт век самостојност се уште има поделба меѓу граѓаните? Па затоа што се одамна поделувани македонците. 200 летија од Европа ги поделуваат и сега ги поделуваат и сами се поделени. Кој ги дели дома граѓаните на наши, ваши, на патриоти и предавници? Немојте да фолирате со таа терминологија на 24 патриоти и предавници. Ви благодарам. Јас. Каде се движиме? Се движиме кон парламентот. Одиме да го освоиме парламентот? Да освоиме демократијата. Да одбраниме државата. И државата. Почитувани гледачи, во изминативе 10 минути собидовме заедно со снимателот Владимир Ставров да ви ја доловиме атмосферата и реакциите од граѓаните кои речиси 2 месеци протестираат поради така наречената тиранска платформа и за чувањето на унитарноста на државата. За патриотизмот и загриженоста на овие граѓани ви ја прикажувам и следната фотографија. Поради аболицијата на председателот Георги Иванов пред една година низ улиците во Македонија имавме протести на шарената револуција, барајќи еднаквост, правда, слобода. Еден од најгласните активисти на шарената револуција, Бранимир Јовановиќ, за Фактор 24 од оваа временска дистанца, еве што вели. Револтот на луѓето што протестираат на улица дефинитивно е неоправдан, затоа што нема никаква основа за тоа дека, не знам, опозицијата или не знам точно кој ќе ја растури државата, ќе го наруши унитарниот карактер на државата и слично, затоа што тоа беше како прво демонтирано многу пати, како второ е неостварливо, затоа што се потребни за уставни измени, зашто е потребно двотретинско мнозинство, а опозицијата тоа моментално го нема. Така што од таа гледна точка револтот е сосема неоправдан. Од друга страна има голем број на луѓе кои што учествуваат на тие протести, а се во заблуда, се изманипулирани, тие веруваат во таа приказна, на некој начин ја загризуваат јадицата, што ми ја пушта пропагандната машинерија на ВМРО ДПМНЕ, но не може да ги лажете тие луѓе долго време. Позната е онаа изрека, можете да лажете одредени луѓе цел живот, можете да лажете сите луѓе одредено време, но не можете да ги лажете сите луѓе цело време, цел живот. Така што со тек на време луѓето што се изманипулирани сега ќе сватат дека таа приказна не е издржана и заради тоа ќе се намали револтот. Меѓу македонските граѓани се повеќе има нетрпеливост, гнев, омраза, агресија. Одредени постапки на политичарите, свесно или не, создаваат дополнителна национална, верска и расна омраза. Македонскиот председател Георги Иванов се почесто милува да повикува на национално обединување, а и самиот тој создава дополнителна тензија во државата со неговите одлуки. Во актуелниот момент ние гледаме уплашени луѓе, гледаме гневни луѓе, гледаме луѓе кои имаат свој личен став, но повеќето од нив немаат личен став и се приклонуваат кон групата. И често пати гледаме еден механизам на коалиција со агресорот. Од тој што се плашам, нему ќе му се приклонам. Зошто? Така е помалку страшно. Така да психолошките состојби имаат влијание, секако, но овде веќе говориме не за психолошка состојба на поединец, туку за психолошка состојба на групи. Групи кои се создадени не по принципот на групата, како што е семејството, група на вработени во една организација, група на ученици во едно училиште. Ова се групи кои се создаваат и кој единствено нешто што ги води е негативната мисла. Стојановска, од социопатолошки аспект, како гледате на актуелната состојба во земјата?
толеранцијата, она што нас како народ не карактеризира, се повеќе се намалува. Значи немате еден вид на толеранција меѓу луѓето, имате се повеќе развој на насилство и агресија. И едноставно, дури имате и она што е специфично, поготово кога станува збор за вакви морални кризи и за одредени патолошки, јас велам, состојби, бидејќи ова се граничи со нормалното. Она што е специфично е што имате тој значи моралниот вакуум кој што се јавува и едноставно еден вид на алиенација, дури отуѓување на помеѓу луѓето. Значи мора да се најде соодветен излез, бидејќи ако вака потрае, тоа ќе влијае дефинитивно кај обичниот граѓанин, не само врз неговото, ајде да речам, физичко здравје, ќе влијае буквално и врз неговиот умствен хабит, што е навистина не секојдневно и не потребно за обичниот човек. Дали овој гнев може да се контролира и до кога? Нетрпеливост, фрустрираност кај народот? Апсолутно мислам дека, затоа не случајно ви споменав појавата на насилство и агресија, поготово психолошкото и вербалното насилство што се јавува и помеѓу обичниот човек, а да не зборувам, бидејќи вие директно или индиректно сте изложени од страна на она што ни го сервира политичката елита. Оваа состојба на неизнаоѓање на решение, оваа состојба на, знаете, кога сте во исчекување, нормално е да се јавуваат и гневот и фрустрацијата. И тоа не се само психолошки димензии, тоа е поврзано со тој социолошки хабитус. Значи, буквално гневот и бесот се повеќе и фрустрацијата се јавува кај обичниот граѓанин. И тоа од неколку, велам, аспекти. Не може да кажете дека само еден фактор е причина, има повеќе фактори. Меѓутоа, она што е специфично, зашто се јавува и до кога ќе може да се толерира, бидејќи знаете како, кога имате вие пораст на овој тип на негативни емоции, од друга страна, самата општествена ситуација ви го надополнува тоа, вие не можете да направите класична контрола. Затоа што велам се таложи, се нагомилува. И ако вие сите тие проблеми кои што ви се јавуваат, ги ставате, ајде пластично ќе кажам, под тепих, еден ден ѓубрето кога излезе, тогаш ќе биде многу опасно. Значи, така и со тие гневот, фрустрацијата, нетолеранцијата кај луѓето. Ние сме сведоци кога ги отвараме информациите што доаѓаат од светот, малтене се личи на црна хроника, се случил напад таму, се случила непогода таму, убиство такво. Сите се тие многу интензивни дразби, многу интензивни информации кои што и свесно и подсвесно делуваат на личноста, односно на она состојка која што ја држи личностната структура подсвест, односно базичната сигурност. Така да и пошироко гледано, тоа е нешто кое што е секојдневието наше, за разлика, да речеме, од предходно, ако може така да кажеме, оно што е сега присутно е се многу поинтензивни такви негативни, стресни, високо стресни ситуации кои што не се достапни како информации. Дали македонските политичари допринесуваат за спласнување на тензиите или дополнително фрлаат масло во огнот? Потикнуваат и тоа толку многу разорувачки што го допираат најчувствителното на поединецот. Неговите блиски, неговото семејство, неговите родители, неговите пријатели, неговите деца. Значи, воопшто не делуваат смирувачки. Начинот на кој ги гледаме како се организираат протестите, значи, луѓето имаат право да протестираат, тоа е човеково право на протест. Но протест вообичаено се прави, ако тоа го правите со чиста душа, некаде во некое мирно место, каде нема да сметате на никого, каде нема да ги блокирате патиштата до болниците, каде нема никој да ве види, а вие ќе протестирате. Како да се стави крај на ова политичко лудило? Па, справувањето со политичкото лудило е да не се стане дел од него, но запрепастена сум колкава е бројката на поединци кои влегуваат во тоа политичко лудило, стануваат дел од него и имам чувство како да не можат да излезат. Со самиот момент кога станувате дел од едно политичко лудило, вие плаќате највисоката цена.
го губите вашето достоинство, ги губите вашите ставови, станувате дел од група, станувате дел од лудило. Има ли повисока цена од тоа? Тоа е највисоката цена, да станете дел од лудилото. Интелектуалната елита многу малку вие ја слушате. Единствено креатор на јавното мнение е политичката елита. Повеќе години вие немате став јасен од научната и интелектуалната елита. Во смисла, креатори на јавното мнение се сите овие елити кои што ги споменувам. Но кај нас, за жал, се помалку, поготово последните години, имате вие молк на интелектуалната, на научната елита. Политичката елита таа не само која што креира, која што се наметнува и која што своите ставови и тези во континуитет ни ги пласира на различни начини. Катадневно тоа се случува. И кога имате вие исклучиво доминација на политичарите, исклучиво доминација на политичката елита, во смисла да секој кој што ќе сгреши, се смета дека е противник на или дури на општественото уредување, се гледа како непријател на сопствената држава во која што битисува. Секој кој што ќе каже поинаков став од ставот на оние кои што се носители на јавната власт, се анатемисува, дури не би сакам да бидам сватена погрешно, меѓутоа таа политичка елита на индиректен и суптилен начин е подпомогнати од религиската елита, која што треба да смирува, а не да долева масло на огнот. Значи, таа тензичност треба на некој начин, бидејќи имаме висок степен на религиозност кај нас, треба религиската елита да ја смирува ситуацијата, таа напротив придонесува за поларизација. И сега ви имате еден вид на буквална морална загубеност кај самите граѓани, во смисла неможност да самите расудат во едно вакво време, не време што е исправно, што е правилно, што е добро. Како да се справиме со стресот, бидејќи секојдневието не учи да бидеме постојано, условно кажеме, на штрек, да живот од денес за утре? Так, значи, точно ова што го носите како да не прави на штрек, како во секој момент нешто катастрофално ќе се случи, тоа е навистина креира еден стрес, меѓутоа не е оној стрес кој што вообичаено го зборуваме брзото динамично темпо на живот, него ово е стрес кој што буди страв за личната екзистенција, дали нешто ќе се случи утре. Така да справувањето со овој начин на како да се празниме, јас она што прво ми паѓа на памет е што не ми се допаѓа во справувањето со овој стрес, а тоа е многу очигледно што исто така присутно е преку социјалните мрежи. Колку тоа вентилирање, колку комуникацијата станува се посредна, до толку правиме регрес и на уште една многу значајна човечка особина, тоа е одговорноста. Социјалните мрежи нудат посредство во комуникацијата, значи дури лажни профили, каде што има можност да се исфрли таа агресија, а при тоа да се нема одговорност за тоа што е кажано или направено. Значи, кога ние сме во релација со друг непосредно, onda јас имам одговорност за тоа што ќе го кажам, како тоа ќе се одрази врз вас. Имам одговорност за тоа до каде се моите граници. Меѓутоа, преку социјалните мрежи таа одговорност се губи, се дисперзира, единствено само останува она што е разбудено во личноста, таа е таа агресија, таа лутина, таа немој да протече низ тој канал. И што добиваме тука? Добиваме нешто кое што креира дополнителен хаос, добиваме нешто кое што викаме што им стана на луѓето, зашто се толку агресивни, зашто имаат толкава потреба да се повредуваат едни со други, што можеби е повеќе за да се заштитат себе си на тој начин да се ослободат, отколку целта да повреди некој друг. Зарем мислите дека граѓаните би влегле во меѓусебен конфликт само заради одредени политички и бизнис интереси на политичарите? Дефинитивно да. Тоа се покажа во праксата. Не смееме да заборавиме 2012 година. Ние знаеме што се случи на тој Кобен 24 декември. Се сеќавате, кога всушност имаше на некој начин еден вид на судир помеѓу самите граѓани. Може би не директен, и директен буквално граѓански конфликт имавме ние.
Од една страна, оние кои што кога се носеше буџетот, говорам за таа ситуација. Имате, значи ние не измислуваме, ајде, вака пластично кажам топла вода. Ние сме го имале тој вид на граѓанска нетрпеливост, односно меѓусебен судир во контекст на помеѓу припадници на различни политички групации, односно симпатизери или членови. Потоа, исто така во контекст на општина Центар. Знаеме што се случуваше. Знаеме што се случуваше со архибригадата и она гледање кога требаше да се почнат темелите да се стават на црквата на плоштад, каде што имавте вие атак и повик дури и од верски лица за да се одбрани нешто, а што ќе браниме? И оно што е дефинитивно запрепастувачки, што многумина не се буквално, велам, бидејќи рациото го тргаме настрана, емоциите испливуваат на површина во една ваква ситуација, се прашувате дали навистина и оние или и едните и другите знаат која е суштината и зошто всушност превземат одредени активности или дејанија. Потребна ли им е на политичките елити терапија и каква? Единствената терапија која би им делувала благопријатно е да се откажат од политиката и да дадат можност на некоја друга група на политичари која времено би се занимавала со својато душевна благосостојба, би посетувала терапевт, како што секаде во свет политичарите. За нашите политичари доцна е да се вклучат во психотерапевтски процес. Јас мислам само промената и доблеста. Да, ние не успеавме, но постои една друга генерација, една друга група кој може би ќе... Знаете, голема е доблест да се откажеш, да кажеш не можам и не успеав. Сметам дека разумот ќе превлада разумот и дека навистина ќе се најде решение, односно ќе се свати дека ние имаме заедничка Македонија. Ние живееме во заедничка Македонија. Онаа флоскула за еднонационални, еднорелигиски држави одамна умрена. Во Фактор 24, Ана Попризова, психолог и психотерапевт. Добро вечер, господја. Добро вечер. Господја Попризова, ако фрустрацијата создава агресија, а агресијата е резултат на се позачестената фрустрација, во какво општество живееме ние? Ние дефинитивно живееме во општество што фрустрира. Ако ги земеме во обзир начинот на однесување, избликот на агресивни реакции на кои што сме сведоци сите деновиве. Кои се причините за говорот на омраза, на гнев, на нетрпеливост? Ако се навратиме, она што јас го забележувам или од една моја стручна перспектива е дека медиумите и такако имаат влијание врз состојбава во која што денес се наоѓаме, бидејќи некритички промовираат, односно застапуваат еден говор кој што кај народот, кај граѓаните се доживува како закана. Таквиот некритички говор на омраза, како што го нарековте, буди кај граѓаните доживување дека се загрозени од некого, од нешто. И почнува тој да се брани, односно се брани на тој начин што и тој почнува да напаѓа. И ова е така наречениот круг на насилство, односно ја би го нарекла спирала, затоа што доколку не се преземе нешто, навистина сериозно ситуацијата може да ескалира и во навистина несакан правец. Мислите дека кај луѓето има толкав гнев на собрано што дури можат да влезат во меѓусебна битка? Јас мислам дека со обзир на
еве условно кажано, временскиот период на кој што сите ние како граѓани сме изложени на криза, која што најпрви неве да кажеме беше парламентарна, сега е веќе институционална, тоа кај народот, кај граѓаните предизвикува едно чувство на несигурност. Значи, некои личности се со понизок праг на толеранција, односно нечии фрустрации се поголеми и со обзир на целиот контекст, навистина е можно да ситуацијата ескалира. Вие работите и со деца. Зошто толку се агресивни и младата популација? Да се биде млад човек во ваков амбиент е крајно фрустрирачки и затоа би сакала да апелирам да и медиумите, и институциите на некој начин се обидат да направат регулација на овој говор на омраза. Ако никој не регулира, ако никоја институција не се оградува, не демантира појави на говор на омраза, пораката што ја добиваат младите е дека секој вид на насилство поминува во општеството. И на овој начин се поместуваат границите. Значи, многу поприфатливо е агресивното однесување и така креираме практично агресивно општество. Дали политичарите ги преку граѓаните се обидуваат да манипулираат со масите? Па во психологијата е позната појавата на манипулација со маси, тоа е така наречениот ефект на стадо, каде што и научно е докажано, значи истражувањата покажуваат дека луѓето во големи групи собрани им се намалува капацитетот за свесно расудување. Тогаш се посугестибилни и тогаш лидерите можат многу повеќе да влијаат врз луѓе во маса, отколку само врз индивидуи. Реков во најавата на разговорот, вие сте и психотерапевт. Каква терапија и треба на македонското општество? На македонското општество и треба терапија на одраснување, на преземање, на учење, на преземање на одговорност и сметам дека на тој начин веќе има шанси да созрееме, да не сме тинејџерска нација, туку нација која што е одговорна за своите постапки и која што е спремна да преземе одговорност за изборите што ги прави. Како да се справиме со стресот и со неизвестноста која постојано демне над нас? Прво сите ние различно се справуваме и верувам дека до сега веќе сите најдовме, можеби ги исцрпивме сите начини на справување. Она што го кажувам, го препорачувам како порака до гледачите е дека е пожелно да побараат и стручна помош доколку чувствуваат симптоми како напнатост, како анксиозност, стресни реакции и да не кажуваме некои посериозни манифестации. Дали македонските политичари треба да се обратат, да побараат консултација од стручни лекари? Апсолутно, многу е важно менталното здравје на политичарите и тие исто така е пожелно да се погрежат најпред за своето здравје, за да можат да бидат продуктивни, да дадат придонес во општеството. Госпоѓа Попризова, ви благодарам за разговорот. Благодарам. Почитувани гледачи, го гледавте 20-тото издание на магазинот Фактор 24. Во овие 5 месеци, колку што веќе трае овој телевизиски проект, учествува речиси 70 соговорници од најразличен профил: амбасадори, политичари, интелектуалци, академици. Идната среда сме повторно со вас во исто време, 19 часот и 15 минути. Гледајте го репризното издание оваа сабота во 10 часот. Довидување од мене.